Започнува уште едно издание на емисијата Магазин на телевизија Мега. Добре дојдовте. Крајот на 2016 година во Битолскиот народен театар се одбележува со нови проекти. Поточно станува збор за подготовка на две нови представи. Едната во режија на Јован Ристовски, а другата во режија на Благој Мицевски. Премиерните изведби на двете нови представи се закажани за февруари и март 2017 година. Деталите во продолжение. Битолскиот театар годинава ќе заврши со 9 премиери, 203 одиграни представи, учество на 4 меѓународни фестивали и апсолутен победник на фестивалот Војдан Чернодрински во Прилеп. Од таму најавија почетоци на два нови проекти. Денес Народниот театар Битола почнува со подготовка на две нови представи, кои се надеваме дека на почетокот на наредната 2017 година ќе доживеат своја премиера тука на нашата сцена. Првата представа која почнува со подготовки денес е светската преизведба на текстот на Идо Натањаху за смислата на животот. Морам да напоменам дека е ова работен наслов на представата во режија на Благој Мицевски, а во која ќе играат Сонја Михајлова, Петар Горко, Васко Мавровски, Борче Ѓаковски, Иван Јерчич и Сандра Грибовска. Јас од своје име му посакувам успешен почеток на пробите и се надеваме на повторно интересна представа која нашите гледачи со задоволство ќе ја погледаат тука на нашите сцени во Народниот театар Битола. Иначе само би сакал да напоменам дека договорот за оваа представа некако се одбиваше за времето на нашиот престој на фестивалот во Ако во Израел, каде што текстот му беше предложен на Благој, во меѓувреме се преведуваше и така натаму, и еве стигнавме до, уште еднаш повторувам, светската преизведба на овој текст. Инаку, ова е втор текст на Идо Натањаху во нашиот театар. Првиот текст, само да ме подсетам, е Happy End, кој пред година и нешто, и пол, го поставивме исто така на нашата сцена, која и таа представа оди на нашиот редовен репертоар. И втората причина заради која ве поканивме денес, тоа е новиот проект на нашиот режисер Јован Ристовски по текст на Питер Турини, кој се вика Грил Парцер во секс шоп или во секси шоп. Во секс шоп, во кој играат тука присутните Елена Мошева и Александар Копања. После 6 негови представи, согласно возраста, смислата на животот е нов нареден предизвик на Благој Мицевски, чија премиера се очекува некаде кон февруари или почеток на март 2017 година. Се зафатив за реализација на проектот кој има работен наслов за смислата на животот и кој што всушност е текст настанат за инспириран од делото на една автентична личност или еден познат психотерапевт кој што го преживеа Холокаустот и кој што во 50-тите и 60-тите години во Виена имаше своја ординација, каде што ја ширеше идејата за тоа како во најтешките моменти од животот човек треба да најде инспирација да продолжи понатаму. И тоа е една цела гранка во психијатријата која што се изучува и денес. Станува збор за Виктор Франкл, кој што во Израел има објавено неколку дела и е на ниво на една култна личност која што преку своите искуства од концлогорите развие една собствена гранка во психијатријата. Во представата играат Валентин ги наброја актерите кои што за разлика од нашиот претходен текст се различни, затоа што сакав да работам со актери со кои што не сум работел во таа представа, кој што се уште на нашиот репертоар и која има слична тематика од еден период, меѓутоа ова представа за смислата на животот некако ќе се обидеме, станува збор за современ текст и произведба, да ја доближиме и до денес, до она што како ние наоѓаме лично енергија и сила да продолжиме понатаму да работиме тоа што правиме, меѓутоа и да се обидеме да дадеме лични ставови за тоа како ние гледаме што е смислата на животот, затоа што некако сме средната или повозрастната генерација актери и автори во овој театар кои што и лично
си го поставуваме тоа прашање во тоа до каде сме, што правиме и која е смислата на она што го правиме понатаму. Второто остварување на Битолскиот театар за вгодина се очекува некаде кон февруари и е дело кое пред 5 години почнало како разговор и идеја. За сега да дочека прва проба. Трагикомедијата за 18+, Егил Парцер во секс шоп. Морам да соопштам, денес е многу специјален ден, посебно за мене, за дел од другите членови на ансамблот, како и Копања. Пред 2 години точно, всушност, ние сме официјално вработени во театарот. Така да по некоја случајност денес се погаѓа всушност на тие 2 години да правиме прва проба за една приказна која ја толкувам, ја мислам и многу би сакал да ја поставам не само за битолчани, туку генерално и за Македонија. Тој текст од Грил Парцер во секс шоп, кој по некоја случајност Копања ми го даде текстот. Авторот е жив од Виена, современ автор, европски доста познат. И пред 5 години се случи тоа и не ми се верува, ми е многу битен ден дека после 5 години всушност денес тука седам и кажувам дека тој ќе го режирам. Би го крстил текстот Златна кокошка текст, доста умешно напишан од страна на авторот. Се разбира, ги обезбедивме авторските права. Представата ќе биде за 18+, но во однос на публиката тоа не значи дека ќе има внатре сексуални перверзии или некакви си порно делови. Всушност тоа се работи Грил Парцер во самиот наслов, еден романтичар, автор од Австрија кој бил спаѓал во тој дел од книжевноста, романтичар, и всушност Питер Турини, авторот, го става еден романтичар во секси шоп, односно во денешниот современ свет на пластиката. Со тоа сака да каже дека живееме веројатно малце и во едно поизместено општество во глобален аспект. Има одличен современ хумор, така да публиката ќе очекува на еден начин весела представа, но всушност е многу комплексен текст во исто време, бидејќи отвара многу, како да ги наречам, теми за кои не зборуваме премногу, што од лични, што од глобални, бидејќи внатре всушност постојат постулати на капитализам, монополизам кој нас не владее како граѓани, односно како човечки вид на земјава планета. И всушност доаѓаш до еден заклучок дека нема некоја разлика од робовладетелското општество со ова нашево тука. Зборувам во глобални рамки, дека кои се оние основни прашања, зошто сме ние тука, зошто постоиме, која е нашата мисија како луѓе. Тоа се теми генерално што мене ме интересираат како човек. Хуморот на Копања и на Моше во комбинација заедно ќе мислам како кастинг, како подела во текстот, што викаат нели 50% ако е правилна поделата, веќе пола представа е направена. Битно беше да не се како актери настана сексуално меѓу нив привлечени, за да може нели хуморот да дојде до израз. Ќе биде представата крсти во музејот на вредностите. Мислам, тоа е нешто интерно меѓу нас и тоа е една голема инспирација за мене за како ќе решиме целата приказна. Се разбира, ќе бидат присутни сите играчки во самата представа, на кој ќе му дадеме една малце поинаква димензија, еден малце поинаков контекст, не само на основното зошто служат, значи зошто служи вибраторот, донгото, пневматичните вагини и сите други останати играчки. Али мислам е многу атрактивен текст. Има и лексикон, што? Сам Копања ќе биде презентерот, тој продавачот. Всушност Моше е купувачката во секси шопот, ќе биде на мала сцена. И мислам дека за граѓаните обителот дека максимално ќе уживаат во ова постановка. Актерската екипа во представата Грил Парцер во секс шоп ја сочинуваат Александар Копања и Елена Моше. Грил Парцер во секси шоп, Питер Турини изгледа ви е малку познато ви звучи, тоа е истиот автор од монодрамата Најпосле крај, која што ја работевме со режисерот Благој Мицевски пред 6-7 години веќе. И сосем случајно од Бугарија, кој што двајцата представници кои што ги имаат авторските права за Питер Турини на Балканот, сосема случајно се запознавме, тие дојде ја погледна Најпосле крај. И преводите од бугарски ми ги дадоја. Со Елена Моше имавме еден договор, да речем таков, да најдеме соодветен текст, конкретен текст и да сработиме нешто заедно.
Јас го прочитав, го преведов во период кога 7 години работев на штандо кај мајка ми, продавав женски кошули, вентијаги и така натаму. И некако се совпадна, тука работите се, ќе продавам вибратори и така натаму, пластични вагини и така натаму. И многу ми се допадна и му го предложив на Моше текстот. Заедно констатиравме дека најблиску до оваа естетика која што ја има Турини во самиот текст, дека најблиску е до Јован. И така почна еден период на предподготовка. И многу сум среќен што еве точно денес се случува тоа да започнеме и некако и самата публика точно тоа го бара од нас. Една комедија, ова е урбана комедија, трагикомедија и мислам дека ќе ви се допадне на сите. Овој текст, како што кажа Јован, уште пред 5 години Копања мене ми го даде, па него, така да ние се договаравме подолго време да го работиме, пошто јас кога го прочитав, многу ми се допадна. Има хумор во него, а има и многу теми кои што се обработуваат, како што мислам Јован се каже, јас не можам да кажам ништо повеќе од тоа, можам како актерка да кажам дека ми е кеф и среќна сум што ќе учествувам во овој проект, пошто на прво кога го прочитав текстот ми се допадна, тоа е многу битно. Така да сум среќна што ќе бидам дел од овој проект и што нормално од претходно уште ме држи од доктор Фауст. Макар да таа е скроз поинаква представа, меѓутоа убаво е да се работи нон-стоп, да се влегува од еден во друг проект, да се работат различни жанрови. Така да можам да кажам само дека сум задоволна и среќна што ќе бидам дел од овој проект. До крајот на декември Народниот театар го очекува одобрувањето на програмата за работа од страна на Министерството за култура. Тоа беа деталите околу подготовките на двете нови представи во Битолскиот народен театар, кои како што имавме можност да слушнеме, премиерните изведби ќе можеме да ги погледнеме во февруари и март идната година. А исто така разговаравме и со членот на групата Молика по нежниот пол, Анета Мицевска, за тоа како си поминаа на турнејата во Австралија, од каде што неодамна се вратија, каде ќе ги поминат новогодишните празници. Се разбира што е сето она што во блиска иднина ќе го очекуваме од нивна страна. Да то знаеме во продолжение. Од пред скоро време се вратија од турнејата во Австралија. Како си поминавте таму, каде се имавте настап? Па преубаво се поминавме Австралија, буквално сме како дома. Сите концерти ни беа преполни, можам да кажам. Благодарност за нашите македонци кои што живеат таму, значи некои се многу години, некои се сега отидени, така да одлично сме прифатени, се вративме пред еден месец. Сега
за неколку дена патуваме, поточно утре патуваме за Америка, каде што ќе поминеме и таму за новогодишните празници, новогодишната најлудата ноќ, заедно со нашите македонци. Така да, ете, тоа е едно преубаво искуство надвор од нашата држава. Така, во скоро време, во блиска иднина, што можеме да очекуваме од ваша страна? Дали може би работите на некоја нова песна, нов албум? Па само што го завршивме нашиот најнов албум пред да заминеме Австралија, нормално, бидејќи секогаш преферираме да однесеме нешто, да им послужиме нешто ново на нашите македонци, така да за сега нема ништо од тоа, бидејќи сега го завршивме. Кога ќе се вратиме од Америка, преостануваат нашите настапи тука во Македонија и надвор од Македонија, нормално. Значи имаме неколку турнеи низ Европа, така да тоа е тоа. И ваша желба за новата година, што ќе си посакате? Па немам некоја посебна желба, бидејќи сите желби ми се исполнуваат. Јас би сакала само здравје, ништо друго. Се друго ќе си дојде само по себе, а исто така и на другите им посакувам. My body and soul, I want you more than you ever know. So we'll just let it go, don't be afraid to lose control. Yes, I know it's on your mind when you say, stay with me tonight. Just remember, you're the one thing I can't get enough of. So I tell you something, this could be love, because I am the sum of my life. Though it never felt this way before, yes, I swear it's the truth, and I only know to you goes on. At the time of my life, though it never felt this way before, yes, I swear it's the truth, and I only know to you. Тука, почитувани, е крајот и на денешниот магазин на телевизија Мега. Јас верувам дека со денешните содржини успеавме да го задржиме вашето внимание до самиот крај. Со нови информации се гледаме повторно утре на истото место во истото време. Довидување.